50% или околу половина милион македонци кои остваруваат некаков приход заработуваат под 210 евра месечно. Само 3% или околу 28.000 граѓани кои се во групата најбогати, просечно месечно заработуваат 4200 евра. Вкупната годишна заработувачка и на тие 28.000 најбогати, и на тие 500.000 е иста и изнесува 720 милиони евра годишно. До вакви фрапантни податоци дошло Министерството за финансии кое за прв пат во земјава прави анализа за распределбата на доходот кај граѓаните. 50% од луѓето кои што остваруваат некаков доход во оваа држава заработуваат помалку од 210 евра месечно. Тоа е околу 500.000 луѓе, односно 1/4 од населението во оваа држава. Тука станува збор за вкупниот доход што се остварува, не станува збор само за плати, тука влегуваат и пензиите и сите други останати видови на доход. Ова значи дека онаа минимална плата што сега се предлага, што сега предлагаме од околу 12.000 денари нето, тоест не околу точно 12.000 денари нето, практично е прилично на солидно ниво, односно 50% од луѓето што имаат некој доход во оваа држава имаат доход што е понизок од таа минимална плата што сега предлагаме. Овие 50% од луѓето остваруваат доход што остваруваат, кој што е еднаков на доходот што го остваруваат најбогатите 3% во оваа држава. Најбогатите 3% во оваа држава заработуваат вкупно 720 милиони евра годишно. Тоа било во 2016 година нето. Според Јовановиќ, целта на истражувањето е луѓето да знаат каква е ситуацијата кога е во прашање дистрибуцијата на доходот во земјава. Луѓето да знаат дека Македонија има многу висока дискрепанца помеѓу богатите и сиромашните, највисока во Европа, но целта е и да покажеме дека се неопходни суштински промени во економските политики што се водат во оваа држава, што беа водени во оваа држава во изминатите години. Истражувањето според него се прави со цел да се воведе поправеден даночен систем во Македонија, кој побогатите ќе ги оптовари повеќе, каква што е праксата во сите развиени земји во светот.